На илјадници мали и средни предпријатија им се заканува клучна врата. Новата цена на струјата сериозно ќе удри по нивното работење. Во моментов оние кои се на слободниот пазар плаќаат и до 5 пати поскапо во споредба со земјите во регионот. Според податоците од Сојузот на стопански комори, цената на електрична енергија во соседна Србија на слободниот пазар е од 75 евра за мегават час, во Албанија од 90 до 110 евра, во Босна и Херцеговина 55 до 75 евра, Косово од 70 до 90 евра, Црна Гора од 50 до 60 евра, додека кај нас достигнува и до 240 евра за мегават час. Тоа е приближно сума која што се плаќа во Германија, тоа е приближно сума која што се плаќа во Унгарија, говорам евра по мегават час. Значи, во однос на нашите обврски за плаќање на струја, ние сме доведени во позиција да плаќаме исти сметки за струја како бизнис, како струјата што е во Германија. А заработката, а приходите, а профитабилноста која што може да се испита е поразителна. За да преживеат компаниите, признаваат дека ќе мора да ги поскапат финалните производи. За државата да се справи со овој магичен круг во кој страдаат и бизнисите и граѓаните, единствено решение е да се зголеми домашното производство. Потребно е да сите ресурси, сите производни капацитети за електрична енергија во нашата држава работат со полна пареа. Значи, РЕК 1, 2 и 3, термоелектраната во Неготино, ТЕЦ Ослома и во Кичево. Потребно е се што може да се направи во однос на техничките услови, дали има технички проблеми од различен тип, да се санираат и да се направи целата сила да се вложи од страна на институциите, да тие капацитети работат со полна пареа. И од Стопанската комора согласни дека домашното производство е основната мерка која може да изврши најголема превенција. Подигнување на домашното производство на електрична енергија е сигурно основната мерка што може да изврши најголема превенција. Второ, регулаторната комисија за енергетика мора да биде нависина на задачата и енергично да действува за да се престане со манипулативното откажување на договорите со конкретни мерки кои ќе вклучуваат јавно објавување и одземање на лиценците не само на компаниите, туку и на нивните сопственици, со трајна забрана за вршење ваква дејност. Струјата што компаниите ја набавуваат на слободниот пазар веќе неколкукратно се зголеми од почетокот на годинава. Тоа беше и првичната причина што поттикна раст на цените и на сите производи, што резултираше со двоцифрена инфлација која ја имаме во моментов.